У суштина ова што се случи вечерва покажува директна вина кај актуелната власт за трагедијата во Кочани. Јас не мислам дека они било кој од овие луѓе кои што денеска беа уапсени или ќе бидат уапсени во наредните денови, не мислам дека они ги заштитуваа затоа што многу ги сакаат, затоа што знаеш и ти добро како Христијан Мицкоски ги третира тие луѓе околу него, односно како пепелјар. Идејата, мислам дека на иземање на овие луѓе од истрагата беше впрочем иземање на власта, на актуелната власт од одговорност за трагедијата у Кочани. Значи практично они сакаат да ги измијат рацете за тоа што не ја затвориле на време оваа дискотека. Они заради тоа уште првиот ден ги пуштија оние документи за тоа кога добила дозвола, кога добила фалс дозвола. Идејата на сето тоа беше да се зацкрие вината која што имаат они, затоа што дента и неколкуте денови пред да се случи трагедијата, таа дискотека работела без било каков валиден документ. Не може за тоа да нема никаква одговорност кај актуелната власт. За тоа што испратиле полицајци, при што еден загинал во акција во дискотека во која што впрочем не смеела да работи таа вечер. Не може да нема одговорност за тоа што биле затворени вратите таа вечер, имајќи у предвид колку секунди, минути биле одземени и колку човечки животи би можеле да се спасат. Грешката најголемо у целава оваа ситуација, причинско-последична врска, е што сите оние мерки кои што требале да бидат превземени, сите тие мерки би значеле секунди, минути повеќе за да се спасат што е можно повеќе живот. Ништо од тоа не било направено со време и имаме најголемата трагедија во историјата.